Почитувани, јавното обвинителство да отвори постапка. Дали Ковачевски е дел од злосторничко здружение во соларниот картел тежок 26 милиони евра? Јавното обвинителство не смее да ги игнорира фактите кои говорат дека премиерот е во центарот на аферата Броило, во која, откако е СДС на власт, се свртени 26 милиони евра. Јавното обвинителство мора да отвори постапка и да ги истражи фактите. А фактите се: Ковачевски со кумот Паунов ја основа Pixel Group 5 месеци откако СДС доаѓа на власт во 2017 година. За само година дена тие отвараат фабрика за производство на фотоволтаични панели. Во целиот период од 2019 до 2021 Pixel Group зема државна помош. Скоро половина милион евра од владата и над 70.000 евра од ФИТР. Во половина од времето Ковачевски е или заменик министер или мандатар за состав на нова влада. Најголемата сума на државна помош од над 200.000 евра фирмата добива ден откако Ковачевски е избран за мандатар. Во целиот период од 2018 до 2022 година кумот на Ковачевски, со кој се основачи на Pixel Group, преку фирмата КМГ ЕОЛ Квазар, зема скоро 2 милиони евра државни тендери. Тендерите се за поставување на фотоволтаични панели. Тие монтираат, Pixel Group произведува. Целиот случај се повеќе наликува на злосторничко здружение кога во 2021 година, додека Ковачевски е заменик министер за финансии, фирмата на кумот склучува договор за испорака и монтирање на фотоволтаични панели во вредност од над 2 милиони евра. Соларниот картел зазема сегашни димензии кога Ковачевски станува премиер. 4 месеци откако Ковачевски седнува во премиерската фотелја, во Бугарија се формира фирмата Solar Horizon. Истата фирма во август месец оваа година, заедно со Pixel Group, основана од Ковачевски, отпочнува со инвестиција во Тир Стетово во вредност од 54 милиони евра. Во Тир Стетово, како и во сите други индустријски зони, важат посебни ослободувања. А според надписите во медиумите, фирмата основана од Ковачевски ќе преговара и за државна помош. Јавното обвинителство да не чека. Фактите се изнесени во јавноста и секој може да ги цени, а тие да постапат согласно закон и да утврдат одговорност. Ви благодарам.